Денес сите ние сме исправени пред една сериозна одлука, која што на некој начин е поврзана со настаните кои што се случија на 27 април истата ова година. Уште на почеток сакам да потенцирам дека враќањето на правната држава и правдата во нашата Република Македонија е првиот императив и најважната работа за која што сите ние се боревме и за која што сите ние успеавме да се избориме, и сето тоа и додека бевме време на опозиција и денес кога сме ние власт како владеечко мнозинство, парламентарно мнозинство, треба да го негуваме и треба да го растеме. Случајот на 27 април беше напад врз демократијата, напад врз уставниот поредок и беше обид да се загрози животот на пратениците од тогашната опозиција. Институциите на Република Македонија имат целосен кредибилитет, но и одговорност до крај да го расветлат тој случај и нормално доколку судските инстанции одлучат така, некој да сноси одговорност за делата сторени на тој немил настан, на кој што буквално сите ние тука присутни бевме сведоци, бевме присутни. Институциите на системот имаат должност да го расчистат овој случај, за правдата конечно да излезе на виделина и за делата од ваков карактер никогаш повеќе да не се повтори. Како еден од десетмината пратеници кои што на 27 април заедно со моите колеги бевме во прес-центарот, во прес-салата, во собранието на Република Македонија, носам лично сведоштво за настаните, за ситуацијата, за сите факти и аргументи кои што беа евидентни и пред целата македонска јавност на тој ден. На лична кожа, заедно со моите колеги пратеници, го носиме тој настан и ќе го носиме сиот живот, но искрено да ви кажам, вредеше секој момент, секоја минута, секоја секунда помината во таа пред-сала, затоа што на крај сите заедно се изборивме за правдата, за демократијата, да се врати функционирањето на нормалниот систем во нашата држава. И она што е многу битно е што на тој начин сите мора да продолжиме да функционираме и да работиме. На 27 април повеќе наши колеги беа повредени, беа малтретирани, беа ставени во заложништво, што се коси со сите човечки морални принципи, а богами почитувани колеги се коси со позитивните законски прописи во нашата држава. Ситуацијата е многу чиста. Фактите се очигледни, аргументите се поголеми од сите нас. И покрај се, лично, уште кога се избираше владата на Република Македонија, им простив на нашите колеги пратеници од сегашната опозиција, сите некои што учествува во овој немил настан, затоа што човечки е да се прости, затоа што видов дека ни самите тие не биле свесни во каква игра биле ставени и што се можеше да се случи, но видов дека и тие никогаш нема да простат на некој што им дал наредба да се впуштат во нешто од кое што ќе се срамат и ќе се каат сиот свој живот. Но тоа е нивна работа, почитувани колеги. На 27 април делата кои се случија на тој ден се многу очигледни. Се евидентни, ги виде целата македонска јавност и ги осуди целата македонска и меѓународна јавност. Дополнително, кога сме исправени пред една ваква одлука, треба да бидеме свесни дека ние сме пратеници, обични луѓе и не смееме да се носиме над законот и не смееме да се ставаме во улога на суд и обвинител. Кои сме ние денес да одлучуваме дали на некој, условно кажано, ќе му се одземе или не имунитет, и кои сме ние денес да попречуваме одредена судска постапка. Фактите говорат дека од самостојноста на Република Македонија до денешен ден собранието никогаш немало интенција да попречува одредена судска постапка. Судот повеќе пати, согласно информацијата што имам службите, побарал од собранието да се срими легитимитет на овој пратеник, а собранието се најдобро враќањето на правната држава, враќањето на права во Република Македонија е нешто за кое што сите со години се боревме,
А собранието треба и мора да биде првиот пример каде што таа практика ќе владе. Институциите на системот имаат должност да го расветлат до крај овој случај. Заради потребата од правда, потребата исто така од владењето на правото, за никогаш ваквите случаи повеќе да не се повторат. Законот мора да важи подеднакво за сите. Никој не е над законот, па ниту ние пратениците. И затоа јас денес заедно со моите колеги пратеници од владеачката коалиција ќе гласаме за барањето на судот, со што ќе се овозможи постапката која што судот веќе ја започнал за нашите колеги пратеници од опозицијата непречено да биде спроведена.